Родители од Струмица и регионот се организираат во граѓанско здружение под името Родителски фронт и најавуваат борба против концепции во образовниот процес, кои според нив се на штета на децата и нивниот целокупен психофизички развој. Председателката на здружението Мариета Дукик вели дека имаат намера да ги разгледаат сите учебници и прирачници што се одобрени во образовниот процес и ќе реагираат на се што сметаат дека не соодветствува на возраста на децата. Здруженијето на родители и Родителски фронт од Струмица се формира со една единствена цел – заштита на децата од родовата идеологија и пропаганда во документите, наставните програми и актите во училиштата. А втората цел е промовирање и заштита на традиционалните семени вредности. Вечерва 14 септември 2023 нашето здружение организира промотивен настан со цел да кажеме гласно и јасно не на родовата идеологија и пропаганда во училиштата. Ние сме тука да кажеме дека сме закрила на нашите деца и дека никој освен нас родителите нема право да одлучува за тоа што ќе учат во училиштата. Присутните родители велат дека синокешниот настан е повик до сите родители, но и до наставниците и институциите да бидат будни. Јас дојдов да го поддржам настанот, да изразиме загриженост пред се за оно што се случува со нашите деца, особено со последниве материјали што излегува во јавност. Значи, она што во формалното образование веќе постои, треба да се ревидира и во таа смисла треба сите да загрижиме што ни учат децата и каква иднина ќе имаме ако така ги оставиме работите да течат. Може би навистина некои материјали биле од поодамна поставени, но голема грешка е тоа што никој, десетина години, може би и повеќе, не се заинтересува да ги види. Сега кога ги гледаме, сите ни се чудни и шокирачки. И ова е еден вид револт да го изразиме како родители пред се, за да се сменат тие работи и да има повеќе контрол на оно што се пласира на младата популација. Освен Дукик, на синокешниот собир говореа уште неколку мајки, наставници, но и адвокати. Порачаа дека нема да дозволат експерименти со нивните, но и со сите деца. Вчера јавноста ја разбранува објавата на прирачникот за животни вештини за средните училишта, објавен на страницата на Бирото за развој на образованието, за кој имаше силни реакции. Подоцна Бирото се огради од прирачникот со изговор дека е издаден пред 12 години.